Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Неодамна беше донесена програмата за работа на културните институции од страна на Министерството за култура на Република Македонија. Тука е музеот кој што има навистина голем број на проекти кои ги реализира изминативе години, една од најуспешните институции во Куманово. Дали ќе продолжи со оваа темпо, разговараме вечерва во емисијата. Добро вечер за директорката на музеот Анита Цветановска. Добро вечер. И добро вечер за Анита Ѓорѓиевска, виш кустос, магистар Анита Ѓорѓиевска, виш кустос, етнолог во Националната установа. Добро вечер. Што конкретно ќе се реализира? Поделена е по неколку сегменти програмата. Кои се главните компоненти опатени во оваа програма? Така, значи како и секогаш досега, како и минатата година, така и 2016 година, Националната установа Музеот Куманово ќе има богата програма, освен програмската, нели поддржана директно од Министерството за култура и двата владини проекти капитални, директно поддржани од владата на Република Македонија, музеот секогаш работи во програмски активности во соработка со Сдруженија на граѓани, со граѓаните од Куманово и така натаму. Оваа година ветуваме навистина богата програма од сите области на музејската дејност. Ке се навратиме малку кај Анита, затоа што претходните денови имаше навистина, да кажеме, богата работа за вас во смисла на етнолошките случувања кои се реализираат по повод христијанските празници. Тука за богојавление водици, водокрстот, самите оние чинови на скокање по крстот, што каква позадина има тука и која е етнолошкото значење на овие празници? Да, бидејќи јас работам на духовната култура конкретно во нашиот музеј, работам на таа тематика и истражувам обичаите околу празниците. Така да ова богојавление, самиот празник спаѓа во циклусот на зимските празници, се смета за еден од поголемите празници, бидејќи со самиот тој празник е извршено крштевањето на Исус Христос на реката Јордан од страна на Свети Јован. И постои едно верување дека на самата ноќ на богојавление се појавува самиот Исус Христос во вид на голуб, значи се појавува сето тројство и тоа Бог се појавува како глас, Синот Божи се крштева во реката Јордан, а Духот во вид на голуб слетува на самиот Исус Христос. Овој празник е доста стар, се спомена уште во 3-тиот век во Египет. Инаку, кај нас доста се празнува, значи и во Куманово и на територијата на Македонија. Значи, постојат повеќе обичаи кои се изведуваат. Едни од нив се фрлањето на крстот во реките, езерата, базените, фонтаните. И нормално се верува дека оној кој што ќе го фати крстот ќе има среќа цела година. Инаку на крстот се припишува една жртва на човекот на водата, инаку самиот крст е символ на човекот кој се пренесува на самата вода. И на богојавленската вода и се припишува доста надприродни својства, лековити. Значи, откако свештеникот ќе осети таа вода во реката, базенот или езерото, се носи дома, се прска куќата, се прскаат нивите, се прска стоката, значи за здравје, за плодност, за среќа на целото семејство. Инаку постојат машки и женски водици, со тоа што првиот ден се машките водици, во реките се капат само машки деца, значи или првенци, зетовците, и нормално свештеникот ги крштева, а вториот ден се женските водици, каде што се крштеваат само женските деца, првите невести, мислам од таа година. И нормално со самата вода, истата таа вода при крштевањето се носи дома и се употребува за разни цели. Постои еден обичај во руралните средини кој што јас ќе го наведам, дека изутринава машките деца одат на вода и фрлаат паричка и бослек во водата на извор, земат од таа вода, ја носат дома и домаќинката ќе стави секира на прагот и секој од децава ќе пине по една лажичка од водата и ќе офрли лажичето преку секирата за да го изберка лошото од куќата и воедно и за здравје и за среќа на самото семејство. Истизнуваат ли овие обичаи? Па, можем да кажем дека во руралните средини се повеќе се применуваат. Овдека во градските средини е традиција да секоја година се фрла крстот. Мислам дека во поново време луѓето повторно се вратија на традицијата и ја применуваат и на обичаите.
Така, ќе се навратиме повторно на дел од празниците кои се. Продолжуваме со програмата која што вие ќе ја реализирате. На колку компоненти е поделена? Рековте имате соработка со самите средства кои што се одобрени од Министерството, од владата и некои кои што сами ги реализирате со други културни институции, здруженија на граѓани, поединци. Кажете ни кои се двата клучни проекти кои ќе бидат финансирани годинава од страна на владата? Така, од страна на владата, значи како што ветивме, така и ова година ќе исполниме. Кокино македонски бренд или Кокино тврдина на сонцето ќе биде главниот проект на кој што ќе се осврнеме, бидејќи тој влезе веќе во 4 годишна програма и ќе се работи на негова популаризација. Оваа година, значи, ќе се завршат археолошките завршни истражувања, тоа е само еден дел од овој голем проект. Ќе се издаде монографија за досегашните истражувања на локалитетот Кокино. Исто така во периодот на месец јуни, значи во денот кога се случува обредниот ритуал, кога од еден од централните маркери се случува огревањето на самите престоли на локалитетот, во значи тој ден на самиот локалитет ќе биде одржан голем хепенинг, каде што ќе бидат присутни значи голем број на археолози и астрономи од во меѓународни рамки зборувам и пошироко од Македонија, каде што ќе се значи направи една средба исто така. Значи тој повод ќе биде таму меѓународен хепенинг, каде што сите ќе бидат присутни, ќе бидат направени многу обреди, ќе има музички настапи и така натаму. Во рамките на оваа манифестација во археолошкиот музеј во Скопје ќе биде одржана меѓународна средба, значи за археолошките и астрономските аспекти на Кокино, да се разменат, да се направат определени паралели, да се разменат искуства и така натаму со многу еминентни имиња од областа на археологијата и астрономијата. Велам, исто така ќе биде покриено и со две изложби. Една ќе биде изложба на фотографии, која што ќе биде одржана во археолошкиот музеј во Скопје, а другата изложба ќе биде изложба на експонати, кои што се реконструирани, конзервирани, направени, значи веќе. Експонатите се пронајдени на самиот локалитет Кокино, па така амбиентално и во витрини, таа ќе биде поставена во нашата галерија. Тоа е значи се она што е поврзано за Кокино оваа година, како што ветивме минатата, оваа година ќе гледаме што повеќе да го популаризираме самиот локалитет. Освен ово, тука е и локалитетот Градиште во селото Младо на Горично, кој што и оваа година под покровителство на владата ќе продолжи со археолошките истражувања. Предлагам тука малку да одмориме кратко, да промовираме еден прилог кој што беше, мислам дека лани одбележавте 50 години јубилеј, тоа е навистина за поздравување. Предлагам да го проследиме овој прилог. Половина век Кумановскиот музеј хронично го бележи културниот развој на градот. Во поствоено Куманово визионерите од градот ја наметнале потребата за формирање музеј, кој требал да ја забележи историјата и хронологијата на времето. Со развивањето на градот се наметнала потребата од формирање на уметничка галерија. Проектот Пирајхме, кој тогаш обедини, тоа беше еден научно-истражувачки проект кој ги обедини скоро сите врвни археолози од бившите југословенски простори и Балканот. Тоа е, се разбира, археолошкиот локалитет Кокино, кој е веќе препознат македонски бренд во светот. Бројни награди, признанија и плакети сведочат за упорното 5-децениско творештво на установата. Имаме откупено доста богат етнолошки непроценлив материјал. Во уметничката галерија, значи ликовното депо број над 7000 исто така вредни и непроценливи уметнички дела, така да со овој богато културно наследство со кое што располага музејот, навистина се трудиме да бидеме презентирани во земјава, а и во странство. Преку музејот се негува културното живење на претходните генерации, кои како завет се оставаат на чување на идните. Овие ѕидови ја чуваат приказната за големите успеси на музеј Куманово. Фондот од над 7000 експонати зборува за стручната експертиза на вработените. Повеќе од 1000 изложби во 50 години постоење представува одраз на вложениот труд. Да го зачува културното наследство на Република Македонија во Кумановскиот крај и тоа наследство да го презентира на други и во Македонија и надвор од Македонија.
Потврдата за успешното работење Кумановскиот музеј ја добива не само од локални и државни, туку и од меѓународни институции, кои темелно и успешно ја оценуваат работата на националната установа. Се враќаме тука, навистина беше едно прекрасно доживување да се присуствува на таков значаен јубилеј и со толку голем број на проекти реализирани, проекти кои што навистина го оставаат на пиедесталот Кумановскиот музеј во однос на останатите исти институции од државата. Постои ли одредено ривалство кај помеѓу музеите од Македонија? Па се трудиме да го надминеме, да не постои ривалството. Ние сме сите сродни институции, сработуваме едни со други и во рамките на работата се поддржуваме. Така, нека остане. Тука неодамна беше и празникот поврзан со, да кажеме, со сироварство и джамаларство. Да, точно така. Тука навистина имате материјал за работа, претходно го работевте вие поединечно како етнолог со документиран материјал кој што беше презентиран, не знам, на странски фестивали. Да, тоа беше еден документарен филм за джамаларите во село Орашец. Значи, работев на таа тематика и при неколку години го имав снимено тој филм, така да учествував на повеќе фестивали. Тој филм беше на фестивалот во Белград, бев на фестивалот во Малта, бев Битола, доби награди, така да и признање нормално. Инаку, самиот филм содржеше едни игри под маски, така наречени джамали или джамаларските игри. Се работи, значи, за едно празнување за време на Свети Васили. Значи, знаеме дека тие денови од Божиќ до Богојавление се нарекуваат на крстени денови. И постои едно верување меѓу народот дека за време на тие денови низ селата и градовите шетаат лошите сили караконџали и за таа цел да се изгони лошото од куќата, од градот, од семејството, луѓето се маскирале во различни облици на зооморфни и антропоморфни маски со цел да го изгонат лошото. Значи, овдека се работи за една група на машки лица, кои што од 7 до 77 години, кои што беа маскирани во различни маски, како што беше зет, невеста, мечка, поп, изведуваа различни ритуални обредни игри и извикува, пееа песни, шета од куќа на куќа, собира бериќите од секоја куќа во смисло на брашно, јаболка, вино, ракија и благослова нормално за среќа. Всушност со Свети Васили се испраќа старата година, се дочекува новата година или таа и позната како календарска нова година. И подоцна се собираа во една од куќите како ќе го завршат тој ритуал, го делеа меѓусебно она што го собрале и купува една икона која што ја поклонува подоцна на манастир Светилија. Значи, овие джамаларски игри се присутни низ цела Македонија, значи ги има и или Василичари во Вевчани, ги има долу во Мариово, и мислам дека се повеќе и повеќе се придава значење на овие джамаларски игри и се повеќе се применуваат како традиција. Мислам дека и оваа година беа во Орашац и ги изведува и чинја исто селото и постои верување дека не треба да се сретнат двете групи кога ќе одат по джамала. Ако се сретнат, доаѓаат до меѓусебна тепачка, постои некои податоци дека имало и жртви на овие джамаларски игри. Значи, тоа требало како жртва се плати за изгонување на лошото од куќата и од селото. Тука продолжуваме со прилогот кој што го подготви колешката за информативната редакција за поворката джамалари во село Орашец. Василица во Кумановското село Орашец се слави со децении наназад. Празничен василичарски амбиент, василичари или како што тие се нарекуваат джамалари, од рано наутро започнуваат со еден традиционален маскен бал. Раздвижено и весело, селото се буди со песна, со чукање од врата на врата, со честитки и желби за добра среќа, здравје и берекетна година. Сите прославуваат и тоа трае со години, се предава од прадедо на внук.
Джамаларите сите заедно одат од куќа на куќа, пеат песни, играат тора, домаќините ги даруваат. Невеста, младоженец, кум, баба, дедо, лекар, поп, мечка, се само дел од маските кои беа присутни таму. Сме изненадени од гостопримство на сите домакини, на сите невести, снашки и баби. Значи, иако мислеа дека ќе се откаже од временското, традиција се и си продолжува. Ова представува едно негување и продолжување на традицијата што се наоѓа, од која јас сум учесник 35-6 години, без ни една година немаме прекинато. Имаме тука во самите джамалари имаме личности од секојдневниот живот. Имаме и доктори. Да, во секој случај. Имате ли учествувано некаде? Да, имаме учествувано на во повеќе градови, во Свети Николиме, во Струмичкиот карневал, во Скопје, во Куманово, и лани, да кажам, дека во Прилеп бевме на Прилепски карневал, кој земавме учество од 65 групи со 2000 учесника, ние бевме трето место, освоено за традиционална групна маска, маски од секојдневниот живот. И бевме изненадени со една парична награда, кој со тие пари сакаме нешто да си купиме, да ни остане како спомен од таму. Поедно, може да кажам, сме поканети во Бугарија, Унгарија, Румунија, а сега во Риека сме поканени. Значи да одиме заедно со ними, братоимени сме на карневал, исто во Италија, во Грчка. Джамаларите од Орашец овие денови беа на карневал во Кавадаречкото село Ресава. Таму тие ја представиле својата традиција и се збратимиле со нив, со цел и во иднина да продолжи нивната соработка. Тоа се зад мене мојата група, джаламари, ресавски джаламари, кои датираат негде може од 100 до 150 години. Од колено на колено секоја година традицијата се продолжува. На 13 према 14 оѓено се пали некаде кај 17 часот навечер, сега се дури на 14 некаде преквечер. Групата се збира сабајле таму на оѓенот, од таму после одат по село и ги даруваат нормално, у секоја куќа се си има невеста, си има баба, си има поп, си има джаламари, они си играт нормално, ќе ги пречекат дома. После тоа вечерто се што збираме по селото и вечерто во една куќа. Сите джаламари заедно ќе си седнат, ќе си направат веселба. Иначе нашите вако денови се во паганските и таму се е дозволено, знаеш, од насилство, од тепање и тие работи, знаеш. Добро сме примени до сега, понатаму ќе видиме, знаеш. Некте не беа гости кај нас во Ресава, затоа ги примиме, они сами ќе кажат за тоа, си направиме една добра забава. Сега сте тука и ние сте веќе збратимени. Иначе нашата група има патувано некаде скоро ни сите Југословенски републики, Италија, Бугарија, Хрватска, во Македонија да не правиме муабет. Било каде има, сега сме присутни. Во Битола, во Струмица, во Прилеп, во Берово, сега ќе одиме на 20 во Берово, во Ратево, село Ратево. Джамаларите од село Орашец во иднина планираат да основаат свое здружение за кое се убедени дека ќе функционира многу добро. Продолжуваме со проектите кои што ќе бидат реализирани и се поддржани од Министерството за култура. Најавени беа повеќе проекти при посетата на министерката на отварањето на сувенирницата на Табановце. Дали најголем дел од тие проекти ќе се реализираат оваа година? Секако со поддршка на Министерството, значи ќе реализираме голем број на проекти, а можам да кажам оваа година би го издвоила големиот проект, значи ќе бидеме сконцентрирани сите вработени кон реализација на реновирање и значи конзервација и реконструкција на спомен куќата на Христијан Тодоровски Карпош, каде што веќе е започната процедурата, значи веќе се работи на проектната програма, веќе се донесени одредени решенија, се работи на проектната програма, ќе почнеме да отвараме тендери, значи се оди во таа насока. Тоа е еден од најголемите проекти кои што ние ќе го работиме 2016 година. Се надевам дека и во Куманово, како и во другите градови, поточно нели во Скопје, ќе успееме да донесеме една поставка како што му доликува на нашиот град и да ја направиме во тој стил. А она што се однесува на историјата, оваа година исто така сме поддржани со истражување во селото Рамно, бидејќи се знае дека првата седница за президиумот на АСНОМ била одржана, значи подготовките за седницата биле одржани токму тука,
па нашите историчари ќе се потрудат тоа да го потврдат, ќе излезат на терен и ќе го извршат истражувањето. Се надеваме дека ќе имаме богати сознанија и интересни сознанија кои што ќе сменат, се надевам, многу работи. Што се однесува, тоа е до историјата. Што се однесува до археологијата, значи продолжуваме со работа на локалитетот Црквиште или народски познатиот Визијанус во селото Клечовце. И оваа година археолозите ќе продолжат со ископувањата. Она што е интересно и ќе биде интересно во областа на археологијата е дека повторно ќе работиме на локалитетот Костоперска карпа, локалитет за кој што сте известени дека минатата година склучивме договор со Саутемптон, Единбург и Оксфорд. Нивните археолози веќе во втората половина на март стигаат кај нас. Значи заедно со нашите археолози ќе работат на микрорегионот околу Костоперска карпа, за да веќе во октомври со поддршка на Министерството за култура заминуваме и ние за да направиме промоција и презентација на нашиот локалитет токму во Саутемптон и во Оксфорд пред прочуените археолози од Велика Британија. Исто така, одобрен е и проект за конзервација на иконите. Ова е веќе втора фаза, бидејќи нашите конзерватори вредно работат на конзервирање на иконите во црквата Свети Никола во Куманово. Минатата година успешно завршивме првата фаза, сега продолжуваме со втората фаза. Исто така, одобрени се средства за конзервација на предметите кои што ќе бидат изложени на изложбата за Кокино. Од областа на историјата на уметноста имаме поддржано исто така интересен истражувачки проект, проектот за творештвото на зоографот Петар Николов. А од областа на етнологијата оваа година ќе работиме на една интересна изложба мотивите белег на традиционалната народна кумановска носија, која што исто така ќе биде реализирана во нашата галерија. Од областа на етнологијата за оваа година морам да најавам две промоции на два етнодокументарни филма кои што ги работевме минатата година. Тоа е за стрик на овци и како за воденичарите и валавичарите. Овие промоции се уште немаме утврдено датум, ќе видиме оваа година ќе ги направиме. И она што ќе биде интересно од областа на етнологијата, исто така дека музеот се прочу по познатата модна ревија Ала Франга. Оваа година беа модните трендови на 50-тите, 60-тите и 70-тите години. Како што знаете, минатата година учествуваме на меѓународен фестивал во Созопол, се закитивме со прва награда. Оваа година сме поканети повторно да присуствуваме, имаме понуди и од други фестивали, јас не би откривала повеќе додека конечно не биде потпишан договорот и потоа ќе најавиме каде заминуваме со нашата ревија. Така, тоа е од областа на музејската дејност и од областа на меѓународната дејност, за која што за прв пат музеот од Куманово заминува за Англија, но тоа не е единствен проект од меѓународната дејност. Оваа година исто така со нашата богата ликовна колонија, со која што навршивме 40 години од незиното постоење, со една прекрасна и богата збирка ќе заминеме и ќе се представиме во амбасадата на Република Македонија во Париз. Токму на покана на амбасадорот од Република Франција, нашиот музеј ќе биде представен со една убава изложба во Париз. Од сите 40 години одржани да, ќе направиме едно резиме, една селекција на сето она што е. Ке се навратиме на овие проекти кои што ќе ги реализирате поподробно. Предлагам да го проследиме прилогот од отварањето на сувенирницата, еден од проектите кои се реализираше минатата година. Министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канчевска-Милеска заедно со директорката на Национална установа Музеј Куманово Анита Цветановска и пратеникот Зоран Ѓорѓиевски на граничниот премин Табановце свечено го пуштија во потреба објектот за продажба на сувенири и друг вид културно-туристички промотивен материјал. Овој монтажен објект е дел од проектот на Министерството за култура за изработка, поставување и ставање во функција на 20 унифицирани монтажно-демонтажни објекти предвидени за ваква намена. Како што најави министерката Канчевска-Милеска, во овој монтажен објект сите посетители кои поминуваат низ овој простор ќе имаат одлична можност да купат културно-туристички промотивен материјал што ќе го понесат со себе како автентичен сувенир од ова место од Република Македонија. Јас се надевам дека оваа сувенирница, како и претходните, навистина успешно ќе функционираат и ќе работат. Тие се отворени од 10 часот до 18.
по зависност и од интересот може и да се продолжи нели работното време негде до 22 часот. Тоа ќе си го види интересот и самата институција. Се надевам дека ќе имаат голема продажба и ние се разбира преку нашата надлежна институција Музеот на Македонија континуирано значи ги надополнуваме значи сите продадени сувенири со нови сувенири, но самата институција, како што каже и директорката, они ќе се потрудат и преку својата институција да изработат и нови вредни нели копии од артефакти кои што ги пронаоѓаат и на самиот локалитети кои што се наоѓаат нели во Куманово и Кумановскиот регион, што е многу значајно и да се продаваат автентични сувенири за самото место каде што и е отворена оваа сувенирница. Директорката на Музеј Куманово Анита Цветковска вели дека во суверницата има копии од артефакти кои се најдени на сите археолошки локалитети и дека посетителите ќе можат да најдат привезоци, служувалки, магнети и многу други сувенири. Со ова се надевам дека ќе успееме да го и ќе има многу и друг културно-промотивен материјал. Со ова се надевам дека ќе успееме да ги анимираме сите оние кои што излегуваат од Република Македонија, нашите граѓани, кои што на заминување од Република Македонија ќе понесат нешто автентично од нашата земја. Исто така би сакала да кажам дека нели една од стратегиските определби на владата на Република Македонија е промоција и туризм и развој на туризмот, па се надевам дека со оваа сувенирница, со продажба на ваквите сувенири и ние ќе допринесеме во тој правец. Пратеникот од ВМРО ДПМНЕ Зоран Ѓорѓиевски смета дека одамна требало да има ваков трговски објект на граничниот премин. Чест ми е што присуствувам на отворањето на оваа сувенирница, за која да бидем искрени имаше потреба многу години наназад, со која ќе се промовира македонската историја и Македонија како земја на повеќе етникуми и култури кои датираат во континуитет со векови наназад. Чест ми е што бев на ово отворање и што успешноста од работењето на ваквата сувенирница имавме чест со министерката да започнеме први. Министерката најави дека се завршени истражувањата на Кокино и Градиште, а екипи од Музеј Куманово ќе работат на Костоперска карпа и црквиште. Се конзервираат 72 икони од црквата Свети Никола, ќе се работи на конзервација на манастирот Забел и до година ќе се санира манастирот Карпино, докаде треба да се изгради пат долг 6 километри. Во наредниот период следуваат повеќе празници, најави директорката дека и годинава ќе работите на повеќе проекти за одредени теми, меѓутоа она што ги очекува граѓаните и како да се заштити етнолошкото наследство, да кажеме на народните верувања и обичаи кои нели се во благо изумирање во град, во урбаните средини мора да се потенцира. Да, ние етнолозите нормално во нашиот музеј работиме на таа тематика. И мене ми е драго што повеќето од нас и работат на темата и за обичаите, и за празниците, и за занаетите. Така да сето тоа наше културно наследство ќе остане забележено со помош на видеокамера, која што подоцна тој видеозапис го преточуваме во еден документарен етнолошки филм, со кои филмови ние учествуваме на многу фестивали, значи и во Македонија и надвор од Македонија. На тој начин го презентираме нашето културно наследство, значи го прикажуваме пред македонската и странската јавност за она што Македонија го има во себе и го има задржано како традиција. Така да нормално следејќи ги зимските празници, потоа доаѓаат и пролетните. Имав работен еден документарен филм за ерделези, традицијата продолжува кај ромите. Значи, циклусот на пролетните празници е циклус каде што се изведуваат едни аграрно-магиски обредни обичаи со цел да се направи нели плодност на нивата, да се заштити куќата од лошото. Значи, сите тие овие обичаи се изведуваат за среќа воопшто на целата куќа, на целото семејство. Значи, тука ќе ги споменам, продолжуваме со празнициве Свети Трифон, закривање на лозјата, потоа доаѓа прочката, каде што се изведуваат исто палењето на огновите, кој што се смета и како пагански обичај, црнењето на лицата, ламкањето на јајцата, потоа следуваат младенци, тоа се веќе пролетни празници, Великден, како еден од најголемите христијански празници, нормално воскреснувањето на Исус Христос. Сте размислувале ли така, например, кога ќе дојде моментот на одредени празници,
социјално или зачување на културното наследство, тоа го презентирате преку некој вид на не знам, видеопрезентација, нешто пред пошироката јавност, преку одредени активности кои ќе ги реализирате во уметничката галерија или на кое било место кое што го обично кога одиме на истражување, она што ќе го забележиме со видеокамера нормално и откако ќе го направиме документарниот филм го презентираме со промоции, како што кажа нашата директорка, така за да можеме да ја запознаеме први нашата јавност кумановска со она што се случува на терен, затоа што тоа обично се случува во руралните средини, во планинските подрачја. Ѓурѓов ден, како што наведов, го снимав овдека на столбата Средорек во Куманово. Тој исто така еден интересен обичај, каде што беше офатено колењето на јагњето, пренесување на жртвата на Свети Ѓорѓи. Значи овдека го слават и православните, го слават и нормално и ромите. Китењето на куќите со врбите, кое што е присутно и кај нас, и кај нив. Значи ги имаме оние заеднички елементи. Самиот празник кај нив се празнуваше 4 дена и беше многу интересно дружењето со нив, навлегување во нивните куќи, во нивните домови, навлегување во нивните обичаи, да се истражи она што за нас било непознато и скриено од јавноста. Значи успеав тоа да го документирам со камера и нормално потоа дружењето на нашето излетничко место Кисла вода, каде што се одеше 4-тиот ден. И така да од сето тоа испадна еден убав документарен етнолошки филм со кој што исто така учествував на повеќе фестивали и тој филм исто така се здоби со доста награди и признанија, така да мене ми е драго што и моите колеги продолжуваат со таква работа и сето тоа ќе остане како еден видеодокумент во нашиот музеј за наредните генерации. Така. Тука кога веќе ги спомна етнолозите и претходната година имавте одредени промоции за Марков Бунар и минатата година тоа се случуваше и уште еден филм документарен со кој настапивте исто така на Минатата година снимаме поточно не уште еден, уште два филма. Значи за воденичарите и валовичарите и за стригот на овци. Веќе во договор со колегите ќе најдеме термини и тие веќе оваа година ќе ги промовираме пред најпред Кумановската, а потоа и пред пошироката јавност. Она што јас сакам да го кажам, вие дадовте најавата за нашите сувенирници, па би ги поканила гледачите на К3 телевизија, значи нашите драги кумановчани, да ги посетат нашите две сувенирници, значи едната е на граничниот премин Табановци, а другата е на граничниот премин Деве Бајер, каде што, верувајте, постојат навистина реконструирани сувенири од сите локалитети на нашата Република Македонија, од сите споменици, многу интересни привезоци, многу интересни, значи, сувенири кои што ја представуваат нашата Република Македонија. Повелете, има интересни работи за секој од вас. Се надевам дека ќе се пронајде во понешто од нашите експонати. Она што испуштив да го кажам во нашата програма е од областа на ликовната дејност. Значи, оваа година ќе се потрудиме веќе во август, крајот на август, почеток на септември, заедно, значи, со градоначалникот и општината на Советот на општина Куманово, да ја реализираме ликовната колонија Куманово 2016 година. Ке се потрудиме да викнеме еминентни ликовни уметници од целиот свет, колонијата има меѓународен карактер, нери? За истата има реализирано во ноември, како и секоја година, традиционално изложба. Исто така, тука ќе биде изложбата за роденденот на нашиот град, има многу изложби на наши ликовни уметници и исто така и уметничката галерија ќе има богата програма и оваа година. Тука сакам да се навратам за вашата меѓународна дејност, она што го спомнавте за Париз, прво гостување на ликовната колонија Куманово, како што се нарекува сега. Воопшто и во работата на музејската дејност, освен со филмовите, значи и со подредени промоции на одредени проекти, музеот од Куманово досега не работел меѓународни проекти. Ова е прва година каде што ние со веќе со два, значи подржани проекти, ќе се представиме во меѓународни рамки. Освен со поддршка на Министерството за култура, значи јас веќе имав побарано соработка со културниот турски центар Юнус Емре од Турција, за кој што веќе ќе биде реализирана една изложба за османлискиот период, токму од етнологот кој што вечерва е тука, значи Анита Ѓорѓиевска, таа ќе биде во Даут Пашин Амам во Скопје, да. А исто така имам понуда нашиот народен фолклор, значи нашата народна носија, да биде представена во Долма Бавче во Истанбул. Затоа сме уште во преговори,
па Тоа не е ќе до ви крај, известиме за натаму, меѓутоа се надевам дека и тоа ќе го изреализираме 2016 И она година. што може би карактеристично минатата година, доста внимание посвети, да кажеме, музејот на археологијата, беа истражени Визијанос комплексот, ќе продолжи ли годинава, дали постојат средства одобрени за овој комплекс? Да, тој веќе го најавив проект, значи продолжуваме, се надеваме и оваа година на интересни и ексклузивни откритија, за се тоа благовремено ќе бидете обавести. Тука се навраќаме повторно на господја Ѓорѓиевска. Кажете ни за каков проект сте во преговори и што ќе презентира од Османлиското време? Минатата година имавме една изложба во Чифтабам, значи тоа се прикажани османлиските белези на територијата на низ Македонија, конкретно овдека во Кумановско. Значи беше прикажана и оваа година, ќе биде исто прикажана една етнолошка изложба, нормално надополната со нови елементи, од носијата Ала Турка, која што била актуелна во Куманово, знаеме во периодот крајот на 19-тиот век. Потоа ќе има елементи на градска куќа во ориентален стил уредена, каде што имаме ние дел од тие елементи на нашата поставка и нормално дел во депото, кои што ќе бидат изложени, накитот, сребрениот накит, значи од пафтите, од белезиците, прстените, кои исто така биле носени во тој период, и ткаениците од цршафите, перниците, сето она што било актуелно за османлискиот период во Куманово. Тешко ли вие да најдете такви елементи? Не, значи ние имаме веќе соберено доста материјал во нашето депо, значи имаме материјал и откупен и подарен, така да дел од тој материјал ќе се презентира. Минатата година поминавме една многу бава изложба, нормално не поканија повторно, така да има материјал доста кој што треба да се покаже, да се изложи и да се запознае македонската јавност со она што некогаш постоело и се задржало, се заштитило во нашето депо како културно наследство. Директорка, дали таквиот интерес од страна на странските археолози, односно за Саутемптон и Единбург, каде што ќе одат вашите колеги, претпоставувам археолозите, произлегува од податокот дека на тоа место има навистина невообичаени откритија? Се разбира за таа дејност. Да, значи познатиот локалитет Костоперска карпа, помеѓу народот е познат и како Мала Света гора. Значи се работи за место кое што крие над 40 цркви, место кое што крие подземни простори, место кое што крие цистерни и уште многу ексклузивни откритија. Се истражувало ли претходно? Се истражувало некаде пред 2000-та година, а потоа од 2000-та година до минатата година овој локалитет не бил работен, така да ние се потрудивме повторно да го отвориме. Со подршка на Министерството го отворивме, веќе дојдовме, нашите археолози минатата година открија уште една црква. Значи се работеше на тоа, сега доаѓаат англичаните, како што ги најавив, ќе работат на самиот микрорегион, значи на делот околу Костоперската карпа, за да се утврди населението, да се утврди начинот на животот во тој регион. И се надевам дека ќе имаме уште многу ексклузивни откритија, бидејќи на вистина ќе се работи интензивно на овој локалитет, со што веќе ќе се започне во крајот на март, ќе се работи во јуни, во октомври, на вистина интензивно ќе се работи. Последователно ќе се работи и ќе се откријат таквите. Веќе веројатно вашите археолози претходно имавме учество и рекоа дека се откриени одредени елементи кои што подоцна ќе бидат пласирани пред јавноста, не би сега да откриваме. Се навраќаме кај вас. Кои празници потоа следуваат и како ги работите летните празници? Да, потоа нормално следува и летниот циклус на празници, тоа почнувајќи од Спасовден, вознесувањето на Исус Христос, после 40 дена од неговото воскреснување. Потоа доаѓа летниот Свети Јован, Свети Никола, потоа имаме Света Петка, Богородица. Значи ова се празници ќе ги конкретизирам поточно за летниот Свети Јован. Имав можност да заминам на терен во село Длабочица, каде што присуствував на самиот собор, како они го нарекуваат. Значи таму се празнува во голема мера, се собираат насред село, организираат... Тоа се веројатно луѓе кои што се одселиле. Одселени, да. Меѓутоа селото брои многу мал број на жители, особено машката популација е присутна само во селото, стариви неоженети момци.
И пред неколку години работев еден документарен филм баш за тој терен, така да имав можност да присуствувам на самото празнување на летниот Свети Јован или Иван ден како ти го нарекуваат. Така да изутринава има еден обичај, се оди рано наутро, се собираат билките низ ливадите и се девичињата прават венчиња за на глава, а подоцна тие венчиња ги ставаат под перници, веруваат дека ќе го сонуваат момчето за кое што треба да се омажат. Инаку со тие цвеќиња се закитува и стоката, се закрмува и стоката заедно со солта, затоа што веруваат дека тоа ќе им донесе плодност на самата стока и нели млекото ќе биде побогато и подобро утре и за продажба. А инаку во селото тоа се слави во големи размери, се собираат, прават убав богат ручек, се организираат музика, играње, ора и така се со една општо народна веселба. Овој празник карактеристичен не само за Длабошица, него и за сите косички села околу. Значи таму е најмногу застапен, така да оние празници потоа кои што следуваат, например, ќе ги споменам Света Петка, Богородица, тие се повеќе црквата тука ги празнува, нормално и народот да, ама е со помал број на со помал број на обичаи. Така. Тука се навраќаме на уште едно, она што го најавивте како меѓународна дејност, односно учеството на тој ваш проект кој што најде на широка поддршка, да кажеме, и посетено со страна на граѓаните, можеби еден од најпосетените, барем она што ние го имаме забележано е Ала Франга пред минатата година беше модата од 60-тите, 70-тите, 80-тите, која се реализира во соработка со нашите модни дизајнери од Куманово и истата ќе биде презентирана повторно во Бугарија, веројатно. Да, најверојатно ќе биде повторно, значи овдека ќе искористам приликава да ги така. Да, јас сум автор на самиот проектот и соработниците. Да, колешкава е реализатор на самиот проект, а тука се и соработниците кои што ја користам оваа прилика да ги поздравам, нели господинот Александар Рашковиќ и господинот Филип Митевски, нашите кумановски нели модни дизајнери. Ние сме се уште во преговори. Значи се работи за меѓународниот фестивал музите во Созопол. Меѓутоа јас минатата година добив покана и од франкофонскиот фестивал Аполонија, кој што исто така се случува во Созопол. Се уште сме во преговори, во апликации, кога ќе имаме нешто нели точно договорено и каде ќе гостува ревијата, ќе бидете благовремено известени. Дали постои таква добра соработка и со други некои индивидуалци кои што сами ви предлагаат проекти кои би сакале со вас, заеднички со ваша поддршка да се реализираат, промовираат без разлика на Да, верувајте дека нашата галерија е една од најубавите галерии, можам нескромно да кажам, во Република Македонија, така да ние имаме многу интерес за одржување на настани, се повеќе и повеќе изложби нели во нашата уметничка галерија. Веќе имам преговори со многу уметници, не само од Куманово, но и пошироко. Сега треба да ги утврдиме точно термините и потоа ќе ви објавиме зашто точно ќе станува зборот и ви ветивме нели богата културна програма и оваа година и ќе останеме доследни на својот збор, ќе го испочитуваме и навистина ќе имаме богата програма. Како етнолог обрнувате внимание, да кажеме, на гардеробата која се носела така, на облеката и на... Да, работам на збирката Народни носиткеници и нормално во тој прилог и ја направив ова модна ревија, проектот Модните трендови, културата на живење, до Ала Франга до современа мода, нормално подпомогната од Министерството за култура и поддршката од мојата директорка. И така да проектот најде на голема заинтересираност со тоа што во првиот дел беше прикажана модата Ала Франка и современа мода. Значи тоа се да наши експонати кои што се излезени од депото на нашиот музеј и прикажани пред кумановската, македонската јавност па и странската. Значи бевме гости во културниот информативен центар во Софија, а подоцна добивме покани за Созопол и како што самата директорка кажа, проектот помина со 2 награди, прва награда и специјална награда. Така да потоа продолживме нели со вториот дел, беше мода на 50-ти, 60-ти, 70-тите години, каде што овие современите моите соработници Александар Рашковиќ и Филип Митевски современата мода токму ја најдоа во оваа мода од тој период. Така да беа прикажани разни костуми, фустани,
и од машката и од женската градска носија. Она што било актуелно за тие години во Куманово. Значи, сепак можам да кажам дека ние сме биле едни модерни луѓе, каде што првин облеката ала франга била додена од Запад, а тоа е мода со западноевропско влијание, каде што самите ткеници биле донесувани од Цариград, од Париз, од Солун, за да после таа мода продолжи и во наредните периоди низ годините на 20-тиот век. Така. Тука на Лапидариумот имавте одредени интервенции, мора и ова да се спомене дека се работи на на инфраструктурни проекти кои што мора да ги реализирате. Тоа е навистина на прекрасен објект и така едно мистично место, доста и без разлика го посетуваат и учениците, меѓутоа го викаме старата, ја викаме и позната е како стара зграда на музејот. Па се потрудивме, значи, во рамките на овие последни 2 години да интервенираме онаму каде што треба да се интервенира од областа на инвестициите. Најпрвен беше променети плочките пред платото на Меморијални центар Астон, беше саниран кровот на тој музеј, а ова година се потрудивме да го санираме кровот на постојаната музејска поставка или на старата музејска зграда во нашиот двор. Значи, тоа е санирано, извршени се одредени интервенции на самата фасада. Се надевам дека и во наредната година ќе продолжиме, ние тоа го нарекуваме тековно одржување, ќе продолжиме да ги одржуваме затоа што, како и што самите рековте, тоа мистично место ние почнавме да го користиме нели како музеј на отворено, Лапидариумот е всушност музеј на отворено. Ние почнавме да го користиме и да правиме настани кои што привлекоа големо внимание, бидејќи е интересно да имаш настан на отворено. Таа новина ја внесовме веќе последните 2 години, се надевам ќе продолжиме во тој дух. Ние го спомнавме и музејата во Аснон, едно од најмногу посетените места во Македонија, претпоставам не само од учениците и од домашните гости, туку и од странските гости. Веројатно постојано имате таму ангажирано лице кое што ги објаснува, нели, историските моменти поврзани со Аснон. Значи во самиот центар се постои кустос водич кој што се грижи за презентација на самиот објект, за презентација на историскиот дел, нели, од она што таму е презентирано. Ние ќе се потрудиме да ја збогатиме таа, нели, поставка, да ја збогатиме со новини кои што ќе бидат вметнати. Се размислува во тој правец, се прави проект и за Меморијалниот центар Аснон, секако не го испуштаме. Но има ли посетители, давали свој бенефит? Верувате дека ние имаме посетители таму. Тоа е навистина еден од најпосетените, оти влегува, значи, во еден регион кој што има богата културна програма, значи регионот кој што е на патот кон Кокино. Тука е црквиште Визијанос, тука е Костоперска карпа, тука е црквата Свети Ѓорѓи во Нагоричино и нашиот Меморијален центар Аснон. Да, ќе морате тука да ангажирате посебно некој оделение кое ќе се грижи за сите овие, бидејќи тој регионот Кумановско е најинтересен за пошироката јавност. Ние сме веќе во преговори со многу туроператори кои што се јавуваат кај нас, така да тука ќе се направи и интересна туристичка тура за овие токму културни, значи за овие токму културни историски споменици, настани и природни реткости кои што посетителите од целиот свет ќе имат можност да ги видат. Имате соработка со тамошната општина, односно со веројатно претпоставам со општината Старо Нагоричане, сите се на нејзино подрачје. Мора да се признае тоа. Да, соработката е одлична. Значи, она што исто сакав да го кажам е дека во рамките на локалитетот Кокино, тоа го испуштив во соработка со УСАИД, значи и со Здруженијето Корона, веќе е изработен сајт за мегалитската обсерваторија Кокино. Изработен е краток документарен филм, кој што веќе кон крајот на овој месец или почетокот на февруари во Скопје ќе биде значи презентиран пред прошироката јавност, а ќе одиме и на уште поголеми, нели, поконкретни чекори кон она што се вика туристичка презентација на Кокино. Кој се однесува за Кокино, исто така еден од најчесто посетените објекти, постојано има гости, особено за време на викендите, семејства, доаѓаат и тури со ученици, средношколци и доаѓаат и странци. Постои ли тамо организиран пречек на туристите, објаснување на самиот локалитет
бидејќи на Секогаш се трудиме. одекна како тако, нели, како такво нешто неверојатно дека се случува во... Неверојатно е посетеноста на Кокино, значи се уверуваме неколку пати сами кога се наоѓаме на тој локалитет околу работа или нормално, нели, кога одиме, а и вие сте уверени дека кога и да се качиме на Кокино, секогаш е посетен, има посетеност, има туристи, има луѓе. Ние се трудиме тоа максимално да го покриеме со нашите кустоси археолози, кои што секогаш се подготвени кога имаме најава за посета на самиот локалитет. Тие излегуваат во пресред, значи, одат заедно со туристите, ја кажуваат својата приказна, ги кажуваат ритуалите и обредите кои што биле одржувани на самото Кокино. Оти верувајте на самиот локалитет да отидете сами. Не би се snašla. Не би се snašla додека не ја слушнете приказната за Кокино. Тука да се поставува прашањето дали се размислува тоа да се искористи на финансиски план, односно одредени средства да се одвојат како при посета на Кокино, некои незначајни зборуваме. Не е нешто ниту невообичаено, тоа се прави во сите држави каде што има такво нешто. Да, како не се размислува во тој правец, бидејќи Кокино веќе во 4 годишен владин проект, значи моментално од минатата година и оваа година се работи на експроприација на земјиштето околу самото Кокино, за да се откупи, нели, да се прошири патот, да се прошират патеките и да се огради локалитетот Кокино. Се надевам дека ќе успееме до крајот на 2016 најпрви да го оградиме локалитетот, а потоа да ги преземеме и другите, нели, чекори, бидејќи таму е замислен визитинг центар, таму е замислена сувенирница, таму е замислено мало ресторан, бифе и така натаму. Да, тоа веројатно ќе оди постепено, сепак станува збор за еден огромен простор, во смисло огромен и многу комплексен проект, да. Верувајте, многу комплексен проект, тука не е само Министерството за култура, тука е Министерството за транспорт и врски, тука е Управата за заштита на културно наследство, Националниот конзерваторски центар, тука е Музеот од Куманово, значи многу институции работат на овој сложен и комплексен значи проект и се надевам дека ќе го завршиме како што треба успешно. Тука ќе мора некаде да ја привршиме оваа емисија, остануваат поголем број на празници, а ваше лично размислување како етнолог, рековте на почетокот се навраќаат граѓаните на старите обичаи, на старите верувања, особено во руралните средини, дали тие се пренесуваат кога во нормално, да, средини? значи се повеќе се навраќа она вербата во обичајот, во обредот и кај младата популација, значи се повеќе се навраќаат и преминувањето на обичаите, така да мислам дека во последно време се изведуваат и во руралните и во градските средини. Јас ви благодарам што бевте наши вечерашни гости и се надевам дека успешно ќе ги реализирате сите зацртани проекти кои што дел се финансираат од Министерството, дел од владата, дел собствени средства. И вам ви посакувам успех и повторно учество на во работа со Турција, како што најави. Турскиот центар, да. И се надевам дека сето тоа ќе биде проследено од наша страна. Ви благодарам на поканата, на гледачите на К3 телевизија, и ги честитам празниците кои што измина, им посакувам добро здравје, среќа, а успехот во работата ќе си дојде ако се потрудиме сами. Благодарам. Да, благодарам на поканата и од мене и ви посакувам секое добро во годината што следува. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.